Почитувани гледачи, добро утро во ова магливо скопско петочно утро и пред да почнеме да се занимаваме со домашните политички проблеми, ќе го замолам колегата Андоновиќ да не оттргне од нашиот, како да го наречем, еден државен егоизам во кој што се занимаваме само со себе и да не каже што има надвор од оваа држава, да се споредиме кај е подобро, кај е полошо, добро ли е тука или како е таму во белиот свет. Што се случува таму? И покрај твојот обид да се тргнеме од нашава, нели? Нема бегање? Нема бегање. Јас сега ќе ги однесам гледачите во еден друг свет каде што е многу полошо него тука сега за сега. За жал, нели, она секоја информација. Ако е така, ти треба почесто да си на програмите. Да видиме колку убаво не е нас тука, да. Али еве, оперативно. Маглата е можеби ова, како се вика, еден од знаците на Скопје, па која нема магла, го нема ни Скопје. И на Лондон ќе имаме Жанета, ќе прашаме дали таму има магла, да не сме станале Лондон као Лондон нешто. Па можеби. Ние сме метропола. Не, они се у Брекзит излего, ние сме подобри од нив, ние ќе влеземе во Европска, али сме колеги од НАТО, дефинитивно. Што се случува, останува истата приказ на сите овие денови или недели регионалниот дел Косово во задниве 30 години. Тоа е се уште актуелен проблем. 14 ден на барикадите со србите, не отстапуваат, ги блокираат граничните премини. Вчера имаше една, би рекол, опасна изјава на министерот за внатрешни работи на Косово, тоа беше синоќа, затоа ја кажувам прва во оваа анализа. Тој рече дека доколку КФОР не ги тргне барикадите, косовската полиција на сила ќе ги разбие барикадите на србите, што упатува дека може да дојде до нови тензии. Ќе потсетам, оваа изјава доаѓа на само 24 часа откако EULEX, Европската полиција или мисијата на Европската унија на Косово, излезе со една многу проблематична според мене изјава, каде што рекоа низ Северно Косово има забележано поединци или групи добро наоружани и маскирани и подготвени да се борат, што е изјава на една меѓународна мисија многу проблематична според мене. Зошто е проблематична? Па бидејќи кои се тие луѓе кои се вооружени, маскирани и кои се тие групи вооружени и маскирани, кои EULEX само ги констатирал, но не може да ги легитимира исто и КФОР, што само укажува дека очигледно и доаѓа онаа изјава дека EULEX не може да ги санкционира тие групи, туку за тоа треба да функционира косовската полиција, што мене ми навестува, морам да ти признам, не знам, српските медиуми не го кажува тоа, но ми навестува дека може до нова година да дојде до некаква таква акција на косовската полиција, а ти знаеш од искуство као долгогодишен новинар што тоа значи кога на Косово некоја полиција санкционира некакви маскирани групи. А која би била, да речеме, целта на такви милиции или маскирани групи? Тоа се така наречени милиции кои што се веројатно за одбрана, не се веројатно за види пошто се констатирани или се спремаат за евентуално ако упадне косовската полиција да има некаква одбрана. Тоа е веќе на граница на конфликт. Значи, проблемот во Косово, ако е така. Практично во моментов, пошто се констатирани дека се на северот на Косово, се алудира, веројатно дека тоа се српски, се алудира, не се вели, но се предпоставува. И вчерашната изјава на министерот за внатрешни работи на Косово беше така, да кажеме, релативно жестока, што укажува дека може да дојде до таква некоја акција полициска, која еве и КФОР и EULEX ја нарекува како легитимна, бидејќи дели косовската полиција треба да има контрол. Официјален Белград засега молчи, не кажува ништо и е во очекување. Да, во очекување на она писмо упатено до КФОР, каде што се бара враќање на српските војници кои во рамките на КФОР би биле распоредени по српските енклави за безбедност на тамошните срби. КФОР соопшти дека не се произнесе уште официјално, но командантот на КФОР се произнесе и рече КФОР ги има капацитетите да ги задржи безбедноста на сите граѓани на Косово, вклучувајќи ги србите. Таа приказна стои еве 14 ден се од барикадите, ќе видиме како сето тоа ќе се одвива, да се надеваме дека нема да биде
да има тензии, да има судири и да се надеваме дека сепак ќе седнат на преговори политичарите од Белград и Ама од значи Приштина. за тоа нема. Па нема, тие треба да се имаат замрзнат, состанок, да. Курти и Вучич, но очигледно ги немаат, бидејќи и двајцата не отстапуваат од оние црвени линии кои ги имаат, нели, овој бара заедница на српски општини, Белград. Но тоа се главните политички теми. Мислам дека конфликтов настана и заради да наречам поединечни случаи на апсење на полицајци. 5 мина до сега се уапсени под обвинение дека учествувале во терористички заговор и дека учествувале во демолирање на неколку општински овие изборни канцелари, бидејќи ќе потсетам Косово требаше да има општински избори на 18 декември и беа одложени поради сложената безбедносна состојба. Мислам, Но тоа е тековна ситуација. Ако тоа се надмине, србите враќаат да бидат пуштени овие на слобода, а судските органи веројатно си ја терат работата по онака како Јас затоа рекав уште прв ден. Ние прв пат гледаме косовска криза во моментот, прв пат во овие сите години под сенка на еден огромен конфликт како што е Украина. Можеме да претпоставуваме се и се што, но многумина се согласуваат со тоа мислење дека на некој му треба нестабилен Балкан за да се дефокусира притисокот кој се случува во моментот во Украина. Јас ова со Косово морам да признам лично, да кажем, го гледам како поврзаност на одредени структури на кои тоа му одговара сега баш Косово да се активира токму баш сега. Бидејќи, ќе потсетам, една од причините зошто Курти не сака да дозволи формирање на заедница на српски општини, формално или неформално е стравување дека доколку се направи таа заедница на српски општини, ќе се добие нова Република Српска во Косово. А знаеме како Република Српска во Босна и Херцеговина функционира, како тамошниот лидер Додик, ги знаеме неговите релации, каде е, што е, и веројатно тоа е една од причините. Од друга страна, владата на Курти се обврза да дозволи формирање на заедница на српски општини и само ќе потсетам од искуство, знаеме и двајцата, кога американската администрација ќе каже дека вие морате тоа да го направите, тогаш ќе морате да го направите. Односно, Вашингтон е прилично настојчив Приштина да дозволи формирање на заедница на српски општини. Но исто така и настојчив Србија да го признае независноста на Косово. Ми се чини дека тука е еден сега вакуум простор, каде што веројатно и за внатрешна употреба и Вучич за внатрешна употреба, но и Курти за внатрешна употреба си ги подигаат рейтинзите на сметка и врз грбот на оние луѓе таму што живеат. Не навлегувам што е и како е. Косовската полиција вели ние апсиме криминалци, нема врска со национализам и политика. Србите велат ние сме под тортура на режимот на Курти кој сака да не истреби од Косово и таа приказна трае веќе 30 години. Замената или првобитната идеја, освен заедница на српски општини, тајно или полујавно се говореше дека едно од можните решенија беше поделбата на Косово. Тоа своевремено времето на Тачи беше актуелно, тоа замре, заврши, но сега во некои анализи на Косовската академија на науки повторно се споменува, спорадично, споменувајќи го и Али Ахмети, значи инволвирајќи го и македонска политичка структура тука, дека Ахмети се залагал за поделба на Косово, тој демонтираше. Значи, почна повторно да се врти оваа теза, без разлика дали е прашање сега Ахмети или не влагаме во домашната политичка ситуација, но како да идејата за поврзување на Косово со Албанија е експлицитно кажана и од Курти. Експлицитно во секој интервју спомнува дека тоа е природен процес. Дали тоа може да ги замрси уште повеќе овие конци внатре и мислиш дека тоа е на мала врата повторно влегување како можно решение на косовската криза или тоа е само обид на некои структури во Косово? Кога почна целата приказна за Косово пред 20 и колку години, имаше 4 сценарија. Првото сценарио беше Косово да се приклучи кон Албанија, второто Косово да се остане во Србија, трето Косово да се подели и четврто Косово да биде независна држава и со интеграција во Европската унија да нема веќе граници. Значи, знаеш у која смисла тоа го зборам. Се покажа дека овие 3 сценарија паѓаат у вода. Значи може да ги влегуваат во куларите од време на време за некакви лични политички интереси, притисоци и останато. Американската администрација, а таа се прашува,
и ми се чини дека не е оваа иста администрација како она 91 кога се распаѓаше СФРЈ, кога демек требаше да остане СФРЈ, а уствари европјаните изигра целата Југославија да се распадне, па влеговме во крвави балкански војни. Сега ќе се оди на четвртото сценарио, по секоја цена. Косово нема шанси ниту да остане во Србија, ниту па да се приклучи кон Албанија. И тоа е непобитен факт. А уште помалку да се дели. Оттаму и обидот на Вучич да ја направи таа заедница на српски општини за да има, повторно ќе кажам, пандан као Република Српска. Како најмека варијанта И на јас, решавање. ова ќе го кажам лично мое мислење, верувам дека како што ние влеговме во НАТО со една политичка одлука, а не со исполнување на стандарди, истото може да ја убрзаме целата ситуација, да се да се притисне Европската унија побрзо овој регион некако да го интегрира, бидејќи решение нема друга. А делбите, знаеш како се делбите? Секогаш делбите, ако Косово во Југославија беше сецесионистичка покрајна на Србија, сега ќе дојде у ситуација обратно. Заедницата на српски општини биде сецесионистичка енклава на србите од Косово. И тоа нема крај. Знаеш, видовме тоа и со босанскиот конфликт и тоа го гледаме во светот. Се тоа повторно да го земеме во контекст на големава војна што се случува во Украина, каде што сме само на 1000 километри од Украина. Не можеме да се правиме дека е тоа далеку и дека тоа не може да влијае врз нас и дека остануваш незаштитен како мал регион доколку не си групиран у нешто, без разлика што ја лично мислам за тие Европска унија, НАТО и останато. Што има друго во белиот свет? Имаш Па во белиот свет владее војна и натаму јас потсеќам нонстоп. Владее војна, траат жестоки битки за освојување на тој фамозен Бахмут. Ние со украинскава војна научивме многу географија и многу градови. Доби ли се Зеленски нешто од американци? Патриот, некои ракети му ветија, многу не доби она што го бараше. А што бараше? Па бараше тенкови, бараше авиони, доби само најверојатно го доби Патриот и покрај тоа што тој Патриот едни велат го добил и тој беше веќе ветен уште пред Зеленски да отиде во Вашингтон, но неговата посета во Вашингтон, јас и вчера реков, немаше за задача да земе пари или да земе оружје, туку да се упати порака до Путин, Бајден упати порака до Путин, еве ние сме го примив Зеленски, значи има поддршка од нас и понатаму да... Примерно, кога се врати дома, рече да се врати со оружје, со... Не, се врати со Патриот најверојатно. Според последните информации, околу 100 инженери се веќе дојдени со тој фамозен Патриот, кои треба да помогнат во, нели, да може тоа се да биде оперативно, но русите се заканија дека доколку они го постават Патриот, дека ќе го нападнат Патриот, односно ќе го ракетираат, бидејќи наводно Путин рече дека има многу софистицирано оружје и Патриот е веќе застарен противракетен систем. Така да ќе видиме што ќе се случува со тој Патриот фамозен. Повторно велам, ние не сме многу стручни на тоа како функционира. Патриот е антиракетен систем, значи тој е за одбрана, не е за напад. Што е веројатно и натаму остана политиката на на Белата куќа и на Вашингтон, не знам колку се упатени гледачите, и покрај поддршката во пари, американската администрација на Зеленски не му дава офанзивно оружје, не му дава тенкови, не му дава софистицирани авиони и тенкови, му дава артилерија и му дава пари. Но не му ги дава оние најсофистицирани над 200 км, над 300 км што можат да стрелаат. Патриот е одбрамбен систем, значи повеќе ќе има за задача да се брани од проектилите што ги изфрла руската армија, одошто да напаѓаат руски цели. Андонович, само уште малку. Но истиот ден кога Зеленски беше во Вашингтон, Путин го прати Медведев у Кина. Во исто време кога се правеа и воени маневри меѓу кинеската и руската армија. Да. И најави засилување на војската на границите таму кон Финска, односно на двете страни. И Прашањето, на Сахалин да. и на Камчатка, на кај Јапонија се затвори и сега Што значи тоа бара поддршка од кинезите сега? Бидејќи он не ја доби воената поддршка. Он не ја доби воената поддршка, но има политичката поддршка. И кинезите, кинезите не сакаат да влезат у директен конфликт со Западот и со Русија, но од друга страна победата на Си Џинпинг во последниот лидерски конгрес кој се случи
случи пред месец дена, укажуваше дека Си Џинпинг ќе продолжи политиката на зближување кон Москва. Зошто го велам ова? Да победеше неговиот опонент, Москва ќе ја пуштеа низ вода. Сега се сојузници, бидејќи Кина знае дека е она следната. Кина дефинитивно е свесна дека она коалиција на САД, Велика Британија, Австралија, Јужна Кореја и Јапонија на Пацификот се формира со задача да ја тргне кинеската доминација на Пацификот и на оној дел кој е полн со газ и нафта, а Кина сама нема да може да се бори околу тоа. Јас велам нема да има војна во Тајван, бидејќи Тајван ќе се реинтегрира во Кина. Во Тајван има две партии. Едната е за прокинеска, односно сака да се интегрира на мирен начин една држава, два система по урнекот на Хонг Конг, и другата се националисти кои имаат помала обврска. Така да кинезите не верувам дека би се трошеле со напад на Тајван и би изместиле една геостратегија која града 300 години. Мислам дека Кина ќе влезе у судир со САД околу тие острови, газ, нафта, сето она што им треба на големите империи за да може да бидат големи. Антонович, баш било добро у Македонија, немаме вакви проблеми за сега. Немаме геостратешки проблеми. Немаме геостратешки проблеми. Благодарам за информациите од светот. Благодарам. Одиме понатаму.